Како што знаете, на денешната седница ја повикавме јавната обвинителка Катица Јанева и упативме писмо со кое побаравме од неа да се произнесе за својата надлежност и да ги стави веројатно околностите дека тие предмети кои ги бара се во нејзина надлежност. Еве, попрецизно ќе ви кажам што баравме од неа во писменото наше до истата. Да се произнесе и да ги направи веројатни околностите што врз основа на што ја темели својата надлежност во сите предмети кои што се побарени од нејзина страна, од Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал Скопје и од Вишото јавно обвинителство Скопје. На седницата ке требаше да даде релевантни податоци од каде го црпи нејзиното воспоставување на стварна надлежност на предметите и да објасни дека бараните предмети се поврзани и произлегуваат од содржината на неовластеното следење на комуникациите. Таа е овластена единствено да гони само такви кривични дела и тоа од 2008 година па до 15 јули 2015 година. Ништо надвор од нејзината надлежност. Затоа беше повикана. Многу непријатно бевме изненадени кога дојде, иако доцнеше 3 сати, беше закажана седницата во 10, дојде во 1 сат и кажува дека нема да соработува со Советот, не сака да одговара на прашање, нема да одговори на ни едно наше прашање, а дојде само да влези, да не поздрави си. Едноставно јас пробав да му објаснам дека таа е јавен обвинител, дека одговара пред Советот за низиното професионално и законито работење, меѓутоа беше категорична и освен ова што го кажа и дека во иднина да не ме барате, не доаѓам повеќе. Тоа значи дека го омаловажува и го понижува Советот на јавни обвинители и мислам дека во иднина не знам дали е вреди повеќе да се повикува таа обвинителка. Добро, вие како Благодарам. Совет дали нешто одлучивте? Одлучивме да, потоа од кога таа замина, воопшто, значи, колку беше присутна, не цели 2 минути и си замина, значи не помогна и други членови на Советот ја убедува да објасни нешто, да разјасниме, да разговараме, воопшто не беше спремна и кажа дека и во иднина нема што да ја бараме и со тоа заврши тоа. Ние одлучувавме Советот и со 7 гласа за донесени се одлуки дека за законито постапување и понатаму ќе бидат основните јавни обвинителства и тоа Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје и Основното јавно обвинителство за Скопје. Значи, сите предмети кои што се кај нас ќе бидат вратени на надлежно постапување на овие јавни обвинителства. Толку имам јас. Благодарам. Благодарам. Посебни своји истраги по однос на овие предмети. Никој, уште овајде, никој не ја спречува јавната обвинителка да си формира предмети, да си продолжи постапки некои кои што кај нас се наоѓаат, да бара отфрлени кривични пријави да ги на еден начин да ги активира или запрени истраги кои што се, а не вака готови предмети за кои не е надлежна јас да постапувам, па сега има и во втор степен, тој се уште не е стигнат, меѓутоа очигледно е дека таа не е надлежна да постапува по овие предмети и со тоа ги пречекорува законските овластувања кои ги има. Благодарам. Господин Аневски, веќе чекаме со часови, уште едно прашање.